Пред повеќе од 20 години во Кичево започна да се гради новата болница која што ќе опфаќа голем број на жители и ќе обслужува голем број на жители во Кичево и околината. Меѓутоа, од пред скоро една година интензивно почна да се гради новата болница во Кичево, со што за брзо време се очекува таа да биде и завршена. Ова ќе биде и темата на денешниот разговор во утринската програма Деница на телевизија Мега, а мој соговорник е директорот на јавната здравствена установа Општа болница, доктор Љупче Ристевски. Докторе, добро утро и благодарност што сте гостин во утринската емисија. Добро утро, благодарам и на поканата и на можноста што ми ја дадовте да им објасниме на вашите гледачи за состојбата со градбата со новата болница во Кичево. На гледачите, посебно на граѓаните од Кичево, познато им е дека подолг временски период во Кичево е започната градба на еден објект кој што во периодот кога се почнало негде тоа во 90-тите години бил наменет за градба на една поликлиника во која што требало да бидат сместени специјалистички служби, стоматолошки ординации и ординации од медицина по општа пракса. Меѓутоа, со менувањето на концептот на организација на здравството, со доваѓањето на реформите во здравството, еден таков објект и една таква организација на здравствениот систем е анахрона, бидејќи сега вие и сами сте сведоци дека голем дел од амбуланти се отворат во сите градски подрачја. Стоматологијата во голем дел е приватизирана, така да следствено пазарните околности и законитости, голем број на доктори стоматолози, па и доктори од општа пракса, па и специјалисти отворат амбуланти во места и простор каде што ќе бидат се поблиску до пациентите. И токму заради тоа, овој објект остана делумно изграден, меѓутоа во голем дел недовршен, без при тоа да се стави во функција затоа што настапија реформите и така да остана неискористен. Ние, со оглед дека се најдуваме во една незавидна ситуација по однос на просторот во кој што функционираме како болница, чувствувавме дека мора да се бара некое решение, да се изгради нова болница или тој објект да се адаптира за болница, и благодарение на разбирањето од страна на Министерството за здравство и владата на Република Македонија се подготви прво еден проект за пренамена и адаптација на таа поликлиника во општа болница. Објектот кој што беше изграден беше негде со површина од 4000 метри квадратни корисен простор, со до проектирањето, односно со до адаптацијата, овој објект ќе биде негде над 5500 метри квадратни, што како локална, односно регионална болница, како простор ќе биде соодветен за период во следните сигурно 20-30, па можеби и повеќе години. Со самото проектирање се пристапи кон еден подруг начин, затоа што условите од ден на ден се променливи, од ден на ден во медицината, во здравството, па и во стандардот на граѓаните промените одат на подобро, така да испроектирана е болница која што ќе ги задоволува сите светски норми и критериуми. Ќе биде болница во која што ќе функционират истите оние одделенија кои што сега ги имаме ние во нашата болница, пред сето се интерно, гинекологија, хирургија и педиатрија. Меѓутоа, со еден силен акцент на организирање на еден ургентен центар, во кој што ќе бидат првично прифаќани, изгрижувани и вршена триажа на пациентите кои што ќе бидат понатаму лекувани во болницата или ако има потреба во транспорт и понатамошно лекување на терцијарно ниво. Овие 4 одделенија се фундаментот, меѓутоа околу нив ќе бидат придружни сите специјалистички служби кои што и денес ги имаме, пред се тука се диагностички служби од областа на рентген, лабораторија, ултразвук, гастроскопи и останати ендоскопски методи, кои што во иднина имаме намера, односно план и подготовки за да ги имаме во нашата болница. Така, може ли да ни кажете
која фаза моментално е во тек околу до изградбата на болницата и во колку фази ќе се одвива се до целосното финиширање? Така, во моментов се при крај градежните работи, следи машински оддел, тоа е една многу сложена операција, затоа што за да се изврши вградување на многу инсталации, затоа што за болница треба по типот како што е предвидено да се гради, таа ќе биде централно климатизирана, што значи во секоја просторија ќе има контролирано клима, ќе има контролирана аеризација, значи воздухот ќе доаѓа од едно централно место, значи нема она класично што е проветрување со отворање прозори или така натаму, значи се ќе биде сето тоа машински регулирано, така да тој дел е прилично комплициран и за проектирање, барем така зборуваат инженерите што е нивна струка, комплициран и за проектирање, меѓутоа комплициран и за изведување. Потоа следи обезбедување со она класична мрежа што го има во секој објект, тоа е водовод и канализација, меѓутоа сега во вака проектиранава болница и тие се посложени затоа што се градени по еден современ тип. Значи секоја болничка соба има ВЦ, има купатило и токму за да се донесе до секоја соба и водовод и одвод, ја усложнува работата и прави да има многу една обемна мрежа на довод и одвод на вода. Знаете сега во овој период на работа во секоја ординација, на секоја работно место мора да има интернет, затоа што се што работиме веќе се работи на компјутер, мора да се внесе, значи мора да се внесе и мрежа за информатичкиот систем, па тука се електричната енергија, па тука се телефонските врски и така натаму. Меѓутоа, мислам дека за период од нешто малку повеќе од година дена, ова ќе биде се завршено и мислам дека во тој период ќе се селиме во оваа болница, која што имаме намера и претензии да биде регионална болница, а и е регионална затоа што Кои подрачја би ги опфатиле? овде Кој регион? сите општини кои што порано гравитира кон Кичево, сега се составен дел на Кичево, тоа се северниот регион со поранешните општини Зајас и Осломе, тоа се регионот на Другово и Вранештица, меѓутоа и денеска се уште најголем број пациенти имаме од општина Пласница и од Македонски Брод, така да опфаќаме едно големо подрачје, со тоа што со развивање на патна инфраструктура, со градбата на автопатот, стануваме еден сообраќајен центар на Западна Македонија, затоа што ако се изгради автопатот Скопје-Охрид, тука веќе следи и градба на патот Дебар-Кичево, а и онака сме директно поврзани со останатите градови, со Битола и со Прилеп, така да ние сме сообраќајен центар на Западна Македонија и оттаму често сме во ситуации да пружаме помош на повредени во сообраќајни несреќи. И од сите овие причини, значи, болница во Кичево има едно важно стратешко значење во здравствениот систем на Република Македонија. Секако дека не е само градежниот дел од функционирањето на болницата, туку и многу поважниот дел е со обезбедување на кадар. Ние во моментов имаме 15 доктори кои што се на специализација, по специјалности кои што се најдефицитарни. Пред неколку месеци добивме еден нов специјалист по урологија, веќе ги имаме почетните подготовки за негово функционирање и веќе почна со работа, а останатите 14 се тие што ќе го понесат товарот на работењето во новата болница, ќе ги заменат колегите кои што заминаа во пензија, знаете, со реформите голем број на доктори заминаа во приватниот сектор, така да се створи еден голем вакуум, еден голем дефицит на доктори специјалисти и заради тоа
Сега во моментов како болница сме изложени на големи трошоци, а и напор затоа што на мал број на вработени, на мал број на доктори останува болницата кој што мора да ја одржат да функционира системот затоа што сепак нашата работа е таква, ние мораме да бидеме будни и присутни на работа и ноќе и дење и во празник и во сите ситуации кога другите граѓани може да земат слободен ден, може да бидат да прославуваат или на било кој начин да бидат отсутни од работното место, ние баш во тие денови ни најтешко баш мораме да бидеме најповеќе присутни и верувам дека овие млади луѓе кои што ќе го продолжат она што ние сме го започнале, ќе бидат едно вистинско освежување за болницата во Кичево, но и голем еден стручен тим што ќе пружи на стручна, на највисоко ниво здравствена заштита, затоа што условите ќе бидат навистински добри во болницата. И третиот сегмент на кој што сме ангажирани максимално е опремувањето. Секако дека, знаете, ние живееме во една ера на силна технолошка експанзија и во сите сегменти од живењето, меѓутоа и во медицината уште повеќе. Денеска во медицината само што ќе го монтирате, што ќе поставите еден апарат, Веќе излегол некој друг. веќе доаѓаат проспекти за некој нов и посовремен. И токму од тие причини ние барем за старт мора да обезбедиме рентген диагностика современа и софистицирани, барем најмалку со еден апарат за компјутеризирана томографија, затоа што секојдневно со менување на патологијата, со менување на болестите кај пациентите, денеска знаете во современо време најмногу пациенти страдат од срцеви удари и од мозочни удари. Ние секојдневно носиме по еден, двајца, по некој пати тројца пациенти до Битола само заради снимање на глава и мозок, заради диференцирање, дали се работи за некое страдање на мозочните структури од крварење, дали се работи за некој тромб во мозок или се работи за некој тумор. Денеска, знаете, сите граѓани се релативно многу информирани и едуцирани, ги знаат можностите за диагностика, така и самите барат да се направат некои диагностички процедури и затоа еден таков рентген апарат ќе биде необходен во најскоро време да се обезбеди во оваа болница. Докторе, кога сме кај инвестициите околу нови опрема, нова апаратура, овие денови лабораторијата тука во општата болница доби нов апарат. Може ли еве да ни кажете за што станува збор? Па станува збор за најсофистициран, најсовремен биохемиски анализатор кој што може да изработи 500 анализи за еден час, што е бројка енормно голема. Например, ние во минатото 500 анализи не сме можеле да сработиме во текот на една недела, меѓутоа ова за еден час ќе ги имаме тие анализи и пред се и над се е што апаратот ќе дава точни резултати, затоа што тука максимално ќе биде избегнат човечкиот фактор, максимално ќе бидат исклучени можни грешки, се разбира, секој апарат, секоја машина има одреден процент на грешки заради некои дефекти, меѓутоа ова е последен збор на техниката и технологијата и благодарение на Министерството за здравство и болницата во Кичево влезе во кругот на ретките болници кои што ги добија овие апарати. До сега работевме со повеќе помали апарати кои што беа со најразлични технолошки перформанси, меѓутоа сега ќе се унифицира и користењето на реагенси во биохемиските анализи, а и ќе се работи на еден апарат кој што навистина ќе дава брзи и точни резултати. Докторе, ви благодарам за вашето гостување во нашата емисија и ви посакувам многу успех понатаму. Благодарам и вам. Почитувани, го проследивте разговорот со директорот на јавната здравствена установа Општа болница од Кичево, доктор Љупче Ристевски, со кого поразговаравме околу она што се случува околу доизградбата на новата болница тука во Кичево. Благодарам за вниманието.